Почитувани присутни, почитувани представници на јавноста, состојбата со справување со коронавирусот од ден на ден се влошува и бара максимално ангажирање на сите стручни кадровски потенцијали, но и посветеност од сите одговорни субјекти. Не е сега време за меѓусебни пресметки или добивање на ситни политички поени. Мораме да бидеме свесни за неколку работи. Реалноста налага да се предочи дека имаме сериозен предизвик за заштита на здравјето на граѓаните и ни предстои голема економска криза. Државите и институциите постојат за да им служат на граѓаните и оттука мора да се искористат сите знаења и искуства. Но и брзо да се реагира за заштита на бизнисот, стандардот на граѓаните и целата економија. На крајот од месецот мора да се поделат плати, да се платат камати за кредитите, даноци, давачки, но пред се и над се да се заштити здравјето на граѓаните. Вчера токму затоа предложивме антикризни мерки за заштита на здравјето и помош на бизнисот и ги ставивме на располагање нашите кадровски потенцијали. Морам да кажам дека сум разочаран што поминаа 24 часа и ниту еден, повторувам, ниту еден владин представник не пројави интерес за понудената помош и предложените мерки. Што значи дека само сопствената промоција е важна и дека не станува збор за грижа, за заштита на граѓаните, туку исклучително само сопствената промоција. Мора брзо да се действува. И за мене како човек, но и за ВМРО ДПМН како партија. Воопшто не е важно од каде и кој ги предлага мерките. Важно е да се делува за заштита на граѓаните и помош во економијата. Нашата комисија за здравство, каде членуваат еминентни доктори во постојано заседавање, ја следиме состојбата. Многу посилни земји од нашата се одлучија на прогласување кризна состојба. А тоа е така зашто вистински ги проценуваат работите и ризиците. Неопходно е и прогласување на кризна состојба и кај нас, за да може да се превземат итни и неодложни мерки. Предлагаме итно замрзнување на обврските на компаниите кон државата, чија што работа е погодена со настанатата ситуација со коронавирусот за месец март. Итно замрзнување на обврските на компаниите кон банките и заемодавателите за месец март, чија што работа е погодена со состојбата на коронавирусот. Државата да ги плати трошоците за вработените во компаниите погодени од состојбата со коронавирусот во висина од 50%. Во делот на здравјето на граѓаните да се спроведе итна национална набавка на антисептични средства. Државата, односно владата да обезбеди бесплатни маски и ракавици за граѓаните. Формирање на стручно тело од посебен тим на експерти засилено од постојните државни институции кои ќе прават строга контрола на евентуалните злоупотреби, на дефинирање на високи цени за продажба на маски, антисептични средства и други потреби во врска со оваа состојба. Предупредувам дека очекуваме од владата да излезе со името на компанијата која што брутално го злоупотреби здравјето на граѓаните и беше профитерски настроена наместо да се грижи за здравјето на граѓаните. Во спротивно, ние како ВМРО ДПМН ќе излеземе во јавноста со докази. Обезбедување на бесплатни средства за заштита на работниците под висок ризик од коронавирус. Освен здравствени работници под ризик се и работниците во градилиштата, работниците во јавниот сообраќај, шалтерските работници, вработените во продавниците, новинарите, снимателите и редица други професии чија што работа подразбира контакт со лица. Неопходно е редуцирање на работата на државната администрација. Удвојување на човечките капацитети на работа во здравствените установи непосредно задолжени за справување со последиците од коронавирусот. Овозможување на отворена 20 часа линија за консултации и прашања поврзани со вирусот. Оправдано владее паника и страв кај граѓаните. Формирање на посебно државно контролно тело чија единствена задача ќе биде надзор и контрола на примената на превентивните мерки. Очекуваме брзо делување. Здравјето пред се и одговорно однесување за заштита и превенирање на последиците во деловното и бизнис работење. Секој поминат ден без мерки значи поголеми последици во бизнисот и повеќе, што е најважно, загрозени граѓани од коронавирусот. Слоган смислија за пиар
ама мерки суштински нема. Бараме да се вразуми владата и да ја прифати подадената рака и ги донесе мерките кои ги предлага ВМРО ДПМН. Не затоа што ВМРО ДПМН ги предлага, туку затоа што се нужни, неопходни и исклучително потребни. Ова не сме да се претвори во трка, слава и поени. Мене тоа не ми треба. Влогот е огромен. Се работи за здравието на граѓаните и обстојување на македонската економија. Бараме сеопфатна акција и на примена на предложените мерки. Продолжуваме континуирано да ја следиме состојбата, а нашите партиски тимови во делот на здравството и во делот на економијата ќе бидат во постојано заседавање и деновите кои што следат на дневна основа ќе информираме македонската јавност со предлозите кои што ќе ги презентираме и очекуваме конечно владата наместо да се грижи за промоција, да се грижи за интересите на државата и здравието на граѓаните. Ви благодарам. Доколку имате прашање, ви стојам на располагање. Видете, денеска, еве, пример ќе ви дадам, во Франција се одржуваат локални избори. Дали има логика? Донесовме денеска во телефонски консултации заеднички заклучок, сите лидери на политичките партии, дека заклучно со 22 ги замрзнуваме сите активности кои што се поврзани со предвремените парламентарни избори. Дали има логика и дали ќе се одржат, се договоривме во тие телефонски разговори, дополнително да ја следиме ситуацијата и да носиме заклучоци. Се разбира дека во овој момент тоа не е прв приоритет. Прв приоритет е како да се заштитат граѓаните, како да се зголеми превенцијата од ширење на овој коронавирус помеѓу граѓаните, да не се зголемува паниката помеѓу населението и штовремено одржлива економска состојба да остане на макроекономски план, а дури потоа би рекол можеме да зборуваме како трети или четврти приоритет за предвремените парламентарни избори. Немам такви информации дали некој од раководството на ВМРО ДПМН е надвор од државата, во потесното или поширокото раководство, така што одговорот по тоа прашање е тој. А што се однесува до она што кажавте и е поврзано со каква е состојбата со затворениците во затворите, емигрантите кои што транзитираат низ Македонија, имаме органи во државата кои што треба будно да следат состојбата таму. Од информациите со кои што јас располагам, таа ситуација се следи. Од Министерството за внатрешни работи имаат определени побарувања кои што очекуваат од другите надлежни органи во државата, од другите министерства да излезат во пресред. Се надевам дека ќе се надмине партиската боја, ќе се надминат партиските интереси и дека ова е борба на сите нас против коронавирусот. Ова не е борба на ВМРО ДПМН, на СДСМ. И ова не е момент кога треба ние сега да разговараме за партиски интереси. Ова е национална борба против ова што денеска се случува и што е реалност на нашата држава. Така што јас и вас ве повикувам и сите ги повикувам во државата кои што чувствуваат потреба, кои што се загрижени, кои што имаат било каква идеја, било каков предлог, доколку не ги слушнат во владата, да дојдат еве овдека во ВМРО ДПМН да го достава тој, ние ќе се обидеме на начин на кој што знаеме да сето тоа го имплементираме. Апсолутно, јас веќе трет прес држам и ќе го повторам ставот. Сега нема да зборуваме за одговорност. Сега треба да зборуваме за лојалност кон државата, лојалност кон граѓаните и да покажеме надпартиски интерес како политичари да се вклучиме во првата линија на одбрана на здравието на граѓаните. Тоа е важно. За одговорност јас нема да зборувам. Ниту имам намера да зборувам за одговорност. Кога ќе се надмине оваа ситуација, тогаш ќе зборуваме за одговорност. И кој профитираше, и зошто профитираше, и ќе покажеме докази. Сега, ниту имам намера, ниту пак ќе слушнете од мене одговорност кон било кого, ниту кон Филипче, ниту кон Оливер Спасовски, ниту кон Кристијан Мицковски, ниту кон Зоран Заев, ниту кон било кој друг. Сега треба сите рамо до рамо да застанеме, да се вклучиме во првите линии на одбрана
на здравјето на граѓаните. Тоа е пред и над се важно. Другото ќе го зборуваме откако се тоа ќе заврши. Затоа и реков на прашањето на вашата колешка дека во овој момент не сакам да зборувам ниту за одржување, ниту за логика на одржување на предвремените парламентарни избори. Сакам да зборувам како да ги заштитиме граѓаните, да ја заштитиме и да одржиме макроекономската стабилност, да не се случуваат панични напади помеѓу граѓаните, а ние политичарите сето тоа сме должни да го возможиме. Тоа е она што мене ме интересира во моментов, како лидер на опозицијата, како претседател на најголемата политичка партија. И сите структури во партијата се во функција и само во функција на тоа. И ништо друго. Дури потоа, како терцијално, како четврт приоритет можеме да зборуваме за нешто. Господин Мицковски, бидејќи официјално нема никакви најави за одржување на изборите, на што се сведува вашата изборна кампања? Во моментот немаме изборна кампања, како што кажавме. Во моментот сите активности поврзани со изборната кампања се во трети или во четврти план. Во прв план е макроекономската стабилност, здравјето на граѓаните и борбата против овој коронавирус. Друго не интересира. Тоа е све во трети или во четврти план. Значи ли тоа дека на некој начин партиите малку и ќе заштенат од сите оние митинзи, пејачи, концерти и така натаму? Па во овој момент навистина не знам што да одговорам на вашето прашање, мислам дека го слушнавте моето. Вие разговаравте за заклучно до 22 март, но дали разговаравте за после тоа, дали планирате да одржите некаква лидерска средба за... Не, консултациите беа дека до 22 март сите политички партии ќе ги сторнираат, практично ќе престанат со било какви активности кои што се поврзани со предвремените парламентарни избори во смисла на собирање на поголема маса народ, обраќање кон поголема маса народ без разлика дали е во затворен или во отворен простор и така натаму и така натаму. Она кое што исто така го зборувавме во тие телефонски разговори, ако има потреба и порано ќе се состанеме на лидерска средба и ќе донесеме заклучок како би функционирале во иднина. Уште на првата лидерска седба одржана пред неколку дена се спомена и вклучувањето на верските лидери практично во превенцијата од коронавирусот и од страна на владата презема обврска да контактираат со верските лидери и да исто така им предочат за важноста на моментумот да се вклучат и тие во превенцијата од ширење на овој коронавирус. Господин Мицковски, честитки за одлуката да побрудите рака и да не го политизирате во прашање. Во таа насока дали ќе осудите изјавата на ваш висок функционер доктор Илјана Чолакова, која што вчера изјави на социјалните мрежи дека коронавирусот е измама за да се покрие населување со мигранти во земјава. Јас колку што слушнав сега од вас, бидејќи не сум слушнал таа изјава, секоја изјава во насока на би рекол диверсификација од вистинската тема заслужува било каква осуда. Она кое што ние како ВМРО-ДПМН го имаме како став, и јас тоа го кажав на денешната пресконференција, а тоа е, ќе повторам, дека ова е надпартиска тема, ова тема не треба да се политизира, туку сите политички партии треба со сите сили да се вклучат во борба против коронавирусот, да не ни се случува тоа што се случува во некои земји во светот, каде што на дневна основа имаме по стотици мртви и по илјадници инфицирани. Не смееме да дозволиме, ние сме премала земја, премалку не има, за да тоа не се случува. Но истовремено ги осудуваме и сите ние обиди на определени политичари кои што сака да градат личен рейтинг на маката на другите. Исто како што осудувам било каков говор кој што ја минимизира важноста на оваа тема, туку напротив, сакам да истакнам огромното значење на оваа тема, а исто така сакам да го истакнам огромното значење да го превенираме понатамошното ширење на овој вирус, бидејќи само така можеме да покажеме и да докажеме дека ние како политичари сме зрели и сме зрели да ја водиме оваа држава. Во спротивно, ќе останеме заглавени во нашата натрепартиска матрица, тоа не е добро и е лош пример на граѓаните кои што и онака им е преку глава од политичари кои што се лажливци, политичари кои што ја злоупотребуваат довербата на граѓаните. Ние како ВМРО-ДПМН подаваме рака, но за жал, 24 часа, ниту некој не исконтактирал, ниту некој
направил нешто во насока на тоа да ја прифати таа. Со тоа се докажува дека личниот пиар е на прво место, а не интересот на граѓаните. Околу ова дека никој не ви се јавил, сепак премиерот се бајде да ви се јави. Ви реков, разговаравме со господинот Оливер Спасовски утрово за сторнирање на митинзите, односно било какви настани кои што се закажани до 22 март. Тоа беше договорено и на лидерската средба и ве го потврдивме тоа што е договорено на лидерската Сепак средба. се јавил. Па не се јавил за мерките, туку се јавил за нешто сосема трето. Јас зборувам за мерките кои што ВМРО ДПМН ги предложи. Не знам дали ја разбирате сериозноста на сето ова што денеска се случува во Македонија. Битката за здравјето, битката за секој човечки живот, за секој човек е од огромно и надпартиско значење, но истовремено и битката за одржување на макроекономската стабилност ќе биде исто така надчовечки тешко, затоа што ова ќе остави трајни последици врз илјадници бизнеси во нашата држава, илјадници семејства ќе бидат погодени. До овој момент, не само што немаат план, не само што немаат стратегија, туку немаат ниту една мерка да ги заштитат тие илјадници семејства. Не зборувам за понатаму, зборувам за месец март. А тоа што ќе се случува во април, мај, доправа ќе биде предмет на дискусија и разговори. Затоа, еве, користам оваа прилика и вас, медиумите и сите, да застанеме во одбрана на човечкото достоинство, да застанеме во одбрана на човечкото здравје. Тоа е надпартиски важно. Тука не треба да се политизира. Ако имате други прашања, повелете. Ви благодарам.